Владата многу транспарентно објавува колку се трошоците во однос на минатата година, и тоа по министерство. Можам да бидам задоволен дека има заштеда на електрична енергија во министерствата и во други институции кои што се во надлежност на председателот на владата и на владата. Меѓутоа исто така има и заштеди и кај други стопански субјекти кои што увидоа дека високата цена на енергенсите може да биде исто така адресирана и преку штедење на електрична енергија. И тоа е факт. Исто така можам да искажам благодарност уште еднаш до сите вработени во производствените капацитети на ЕСАМА, зборувам за вработените, кои што навистина деноноќно работат на обезбедување на зголемено производство на електрична енергија и гледате дека имаме на највисоко можно ниво зголемено производство на електрична енергија. Исто така во другите трошочни ставки се потврди, зборувам на буџетот, дека се направени заштеди, со оглед на тоа дека во рамките на буџетот за 2022 година успеавме да ги isfinansirаме сите потреби кои што беа зададени од страна на владата. Основните премнени производи ќе почнат да се оденечуваат со 5%, но и таму треба да имаме во предвид дека одредени производи во нашата држава кои се луксузни веќе се оденечуваат со 5%. Листата пред да биде конечна и да се донесе од страна на владата, секако дека ќе биде дадена на консултација со стопанските комори, а посебно со тие организации за заштита на потрошувачите, на граѓаните во целина, со цел заеднички да направиме листа која ќе биде во интерес на нашите потрошувачи, на нашите граѓани во нашата држава. Мислам дека во наредните 2 недели би ја имале драфт листата која ќе биде споделена со сите засегнати страни. Маслото за јадење веќе не е 150 денари, ни 160 денари. Можеш масло за јадење да најдеш и под 100 денари по одредени маркети, сега во зависност од производот и слично. Ние секогаш сме викале дека очекуваме во месец декември да има намалување од 7 до некаде 12, максимум 13%. И ако одиш по листата на производите која е во одлуката, да направите споредба, ќе видите дека таков процент на намалување има. Ние сме биле многу отворени, транспарентни, посебно спрема граѓаните, и не сме кажале дека ќе има намалување 50%, 70%, 80% за месец декември. За месец јануари се прават калкулациите и на компаниите, и на стопанските комори, и секако дека очекуваме да има дополнително намалување. Колку ќе биде тоа намалување, ќе ве известиме на време од како ќе ги завршиме консултациите.